Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест денеска мој гостин да биде Александар Пандов, директор на управата за извршување санкции. Добре дојде. Добре те најдов. Александар, пред неколку дена еден новитет кој што ти го најави токму кај мене во емисија пред многу време, зборуваме за моментот на ресоциализација преку земјоделски активности на затворениците, односно на твоите штитеници во поправните домови, во сите оние затвори, како и да го наречеме. Идеја која што ти ја промовираше, но еве и после неколку месеци конечно и се реализира. Со Цветан Трипуновски, со министерот, го подпишавте овој меморандум, ќе ви дадат земјиште државно за сите ваши потреби и слично. Докаде е работата, од кога можеме да очекуваме такво нешто и што е реалноста на овој проект, например, бенефитите од него и се? Да, ти благодарам повторно за поканата во твојата емисија. Точно пред неколку минатата недела, мислам дека денес што е вторник, да, минатата недела со министерот за земјоделие Цветан Трипуновски подпишавме меморандум за соработка. Пред се инаце она што треба сега да се направи е тоа што земјиштето кое што го водиме ние како затвори, не велам цело, меѓутоа во дел од затворите не било регулирано, односно нема како правни лица затворите, дел од нив, немаат подпишано договори со собственикот на земјиштето, тоа е државата Република Македонија, а во дадениот момент Цветан Трипуновски министерот како представник на државата, односно како министер за земјоделие. Од тука ние сега оние затвори кои што немаат такви договори, ќе потпишат договори со Министерството за земјоделие и точно е дека оно некакви минимални и претходно имаше односно имало претходно во минатите години децении, односно пракса што беше прекината. Пракса која што била прекината, односно гасната делумно малку по малку, за да во најголем дел од македонските затвори ние немавме никаква економија. Пред се говорам за земјоделие, дали е градинарство или сточарство, или па за столарија, металопреработувачка, да имаме некоја работилница. Сето тоа било расходовано едноставно. Зашто полесно им било да не ги чуваат додека работат, прават, пушти ги да се прошетаат затворениците и толку така е колку што јас знам работа. Многу било полесно, ајде само нели. Знаеш кое ми е мене чувството, Љупчо? Број еден дека голем дел од тие директори претходни, тоа го доживувале нивното директорување како зимање плата. Лежи лебу да те јадам. Лежи лебу да те јадам, односно паролата ако ништо не работиш нема да сгрешиш. И без идеја, без желба да они не го сочувале тоа што го наследиле, а не па да развијат. Искрено кај мене, јас од самиот почеток, од првиот ден, постои огромна желба да еве и овој дел многу работи се во затворскиот систем, меѓутоа и овој дел наречен економија да го заживеам. Има повеќе кратно добит од тоа ако ние имаме добра економија. Така ти беше и поставено прашањето. Имено според мене подобра ресоциализација од тоа да додека ја отслужуваат затворската казна, затворениците имаат можност пред се да се стекнат со одредени занаети, а подоцна истите и да ги практицираат, тука е неколкукратна добит. Имено, број 1, кога ќе излезе тој затвореник од затвор, тој ќе има занает, ќе има знаење, или да се вработи во некоја фирма, или да си отвори собствен бизнис. Ако научил како се чуваат кокошки, ако научил како се чуваат пчели, ако научил како се чува разноразна стока, дали е телиња, свинчиња, не е важно што. Ако научил пак од друга страна некој занае, дали е водоводжиски, стројаджиски, заварувачки. Сега како хирурзи ќе заработува, што се вели. Сега во денешно време тоа се и во Македонија. Ако човек работи и ако сака да посвети одреден број на сати во текот на денот,
пошто нема мајстори, Лјупчо ќе заработува пристојно и тој ќе биде само одржлив како човек. Так. Нема да треба да се занимава со криминал. И ќе има и он, и општеството, и државата Македонија корист. Ние сме успеале да го ресоциализираме тој човек. Ако они работат натре, го имам посочувано доста пати, јас не знам подобар пример од тој, затоа што таму сум бил во можност да видам, а тој е хрватскиот. Безмалку нивниот затворски систем е само одржлив. Она што произведуваат и што го споделуваат меѓу затворите, дали е во делот на храна, дали е во делот на изработка на намештај. Пази се, кога зборуваме за намештај, ние треба, значи, да има одредени профили на метални профили, да се заварат и тоа е кревет. Се става душек, тоа е креветот во затворење. Не е тоа, не знам каква резба, дрво да треба да се работи. 4 ногарки да се заварат, да се стави одозгора една талпа, тоа е маса. Така, да. За столчињата исто. Меѓутоа ние за жал сето тоа го купуваме како затвори сега. Ние како држава, како затвори зимаме пари од буџетот за да сето тоа го. И еден затвореник дневно чини толку и толку кога би се само тоа одржувале напротив, вие ќе правите профит, да. Така е. Значи ние ако зборувам произведуваме храна за самите затвори, ако произведуваме намештај за самите затвори, не мора ние големи средства ќе имаме заштедено. А да не говорам дека Македонија има онолкаво земјиште за обработување и со онолкава работна сила колку што имаме ние како затвори, дека не велам профит дека ќе прават затворите, меѓутоа и немал дел од платите на затворениците и сметки на затворската полиција и другите луѓе кои што се вработени во затворите. До било што друго треба да се рационализира зборот. Порано се продава млечни производи, нели, сето тоа што не се правело, од затворите, да. Така, да. Тоа сега во немал број на држави, Лјупчо. И понатака е така. Кај нас не е така. Ти кажуваше токму за Хрватска, ме подсети за тие фармите што се за месото, најквалитетното месо доаѓа од затворските фарми и најголем извоз прават токму од таму и тоа ни светот. Така е. И тоа интенција ми е од самиот прв ден, одреден број на затвори, морам да пофалам дека веќе имаат понапред отидено во тој дел, некои немаат мрднато, меѓутоа дека постои желба и кај директорите на затворите да таа работа се придвижи, постои и повторно ќе речам, јас од позиција на директор на управата, постојано ќе го поттикнувам тоа, ќе го стимулирам и ќе се обидувам да ја придвижиме таа работа во делот на економијата. Конечно на крајот од денот тие сати кои што тие затвореници ќе ги поминат работно ангажирани, кога ќе се вратат во своите кели, ќе јадат, ќе се истушираат, ќе си легнат. Тој психолошки момент читав многу за него. помирни. Знаеш, велат досадата е мајка на многу зафрканци и причина за некои работи што не треба да се направат, вака тие ќе си бидат исполнети. Да. Реално и ќе бидат како што 24 часа ако немаш што да правиш, и ако треба да се занимаваш со сам себе и со тие околу тебе, психолошки не е поготово во онакво друштво какви што се затворите, секако нема да те донесат до добра ментална состојба во главата да имаш, дека ќе те тера тоа на лоши работи. Сакам да речам да се вратиме на првичното, да, тоа се придвижува. Морам да кажам дека има чекори на напред. Дали сум супер задоволен? Не сум. Јас искрено давам се од себе и правам се да ги придвижам работите. Дали сум очекувал дека економијава, еве конкретно ако збориме околу нејзе, дека ќе биде на денешниот датум дека ќе биде многу поразвиено, сум очекувал ќе биде во нареден период, ќе биде уште подобро од ова. Еве се прави да биде. Значи, од она што го кажа на самиот почеток, стихијата се гледала и од самиот момент што реално гледано минатите децении и оние економии што постоеле кои што во меѓувреме се руинирани, работеле на диво, така според ова што го кажа ти, бидејќи сега потпишавте за користење на земјиштето. Ја бев првично
пошто и со министерот за земјоделие потекнуваме од иста партија ВМРО, првично бев пријателски да видам што е, како е, што може да направиме, кога ги викна службеничките кај негово министерство кој е статусот на земјиштето на затворите, се констатира дека, повторно ќе ти кажам, не сите, меѓутоа дел од затворите немаат регулирано статусот на тоа земјиште, немаат подпишено, немаат обновено договори, имале, им истекле години на назад. Сега тоа ќе се возобнови и сите затвори, пошто за да можеш ти да почнеш да правиш нешто на тоа земјиште, ти треба да имаш, да полагаш право на собственост, односно право на користење. Тоа ќе биде направено сега во наредниот период. Предпоставам секако дека ќе го користите претходното искуство од оние економии кои што се згаснати затворски, но предпоставам исто така дека ќе користите и странски искуства. Види. Да. И јас сум еден од оние кои што има што лошо да каже за оној минат систем, во кој што јас и ти сме родени и како такво тоа и понатака стојам позади тоа. Меѓутоа факт е пак дека во таа држава за вакви работи, поготово за затвори, имале систем беспрекорно направен. Тогаш веројатно биле ангажирани најумните луѓе, биле ангажирани професори кои што испитале што, каде и како треба тоа да функционира. И тоа говорам само во Македонија, туку во низ цела Југославија тоа било така. И помалку повеќе ние не треба некоја топла вода да измислуваме, Љупчо. Ние треба, она што треба сега да се направи е да се види со колкаво земјиште кој затвор што располага. На крајот од денот само иницијативно може директорите да поканат, да повторно земјоделски, како се вика, професори од земјоделски факултет, да направат испитување на земјиштето, кои култури највеќе би биле подобни таму, дали би било тоа пченка, зелка, јонџа, не е важно што. Нешто, тоа земјиште е добро за таа работа. Каде би можеле да се направат, повторно ќе речам, фарми од типот сточарски, вакви, онакви, се може тоа да се направи и подоцна да се побараат дали инвеститори, пари од државата, невладини организации и да се старта работата. Тоа е и повеќе од вака кажано едноставно, меѓутоа треба да постои желба кај директорите на затворите и јас повторно ќе ти кажам, таква желба постои и се работи на тоа. За жал, она што е наследено, сега јас веќе повеќе од година дена го говорам, е многу руиниран систем. Сега да не се задржиме само на економијата, еве денес конкретно бев во Штип. Примерно беше да имавме договорен работен состанок со претседателот на судот, на Штипскиот кривичен суд и во наредниот период тоа ќе го имам, утре водам во Охрид. Буквално турнеја по судовиве. Да. Зошто? Да. Затоа што во минатава година дена имавме ние со помош на невладени организации, со помош на Совет на Европа, организирано тркалезни маси на кои што беа поканети суди и судики. Говорници беа пред се и над се други суди од Скопскиот суд и одредени неколку професорки од правниот факултет, при што беа потикнувани судиите да што има што поголем број на условни пресуди со заштитен фактор, односно луѓе да има под пробација и дополнително луѓе кои што се наоѓаат во моментот во затворите, а по наша проценка тоа се околу 400-500 затвореници кои што во минатиот период додека ја одлежувале
ослужувале нивната затворска казна, го почитувале кукниот ред, биле, колку сега тоа да звучи, окей како затвореници. Добро поведение, така. Добро поведение. Тоа се луѓе кои зависи, некои месеци, некои година, две, веќе имаат сите привилегии, имаат право на викенди, имаат право на одмор, имаат право на 7 часа, имаат третмани и се работно ангажирани, што ќе рече од понеделник до петок, без малку од 7 до 17 часот, они се надвор од затворите и се враќаат. Значи, тоа е тестирано дека се во ред, да. Така е. Зошто дел од тие, или поголем дел од тие неколку стотини затвореници такви кои што ги имаме, не добиваат условни прекини со заштитен надзор, односно да бидат на пробација. Тоа е добро и за нас како затворски систем, меѓутоа тоа е добро и за нив како затвореници, добро е за државата. Секој еден наш затвореник, државата ја чини помалку повеќе околу 1000 евра месечно. Имаме преполнети затвори, буквално се преполни сега затворите. Имаме околу 2800-900 затвореници и притвореници. И тоа како пробација, ако ја гледаме, е една од пофункционалните работи во нашиот затворски систем. Меѓутоа, и тоа може да биде многу подобро. Има огромна разлика, не голема, огромна разлика околу тоа, да речеме, колку имаме пробацијски случаи во Скопје и во останатите градови низ Македонија. Јас го разбирам. Кога би било како пример, како би одело во Скопје, да речеме, колку има? Во Скопје има, да речеме, во моментов околу 450 активни случаи, да. А во останативе градови по 15, по 20. Дури и по поголемите? Да. 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 Има нешто во Тетово сега придвижување, ама ако кажам дека има придвижување, тоа има околу 50 на случаеви. Така. Преку сила. Релативно. Зошто тешко се решаваат судиите? Затоа што јас претходно од другата страна на огледалото сум бил. Пред година и пол, две, кога сме зборувале ние за судство, јас искрено меѓу нас кажано, јас ни еден судија, освен како лик, вака лично не сум ја познавал онаа Кацарска, ама по негативно што ми ја познавал, јас други судии не сум познавал. Сега по службена должност запознав немал број судии и јас искрено ти кажувам дека во најголем дел од нив јас сум видел луѓе кои што искрено си ја сакаат својата професија и вистински сакаат да биде подобро во тој дел. Во делот но на црните овци ја прават приказката за така е, јас генерализација. на нив постојано тоа им го повторувам дека они дозволуваат одредени поединци таму да целата таа нивна професија да дојдат до 2% до. така, меѓутоа тие 2% сега ги кочат дел од нив да не подоцна во нивните средини. Скопје е голем град и не толку се гледа. Меѓутоа во помал град, ако некој добие условна пресуда, така, веднаш го покажуваат со прст судијата дека е корумпиран. И му попуштил и токму тоа. Да. Или нус ефектите на 12 долара. Ете тоа е. И сега малце таа работа е таа, не е дека не постои желба или дека не постои знаење кај судиите, постои желба и волја и јас верувам дека и таму ќе се промени и дополнително еве гледај друга работа, да речеме, нели алките неги во функција се. Конечно, како функционираат? Како функционираат? Чекаме да видиме, ние се уште на себе си ги тестираме алките и за среќа има прва пресуда во Велес за повозрасен човек, 79 годишен, релативно мала казна од 3 месеци и веројатно во краток нареден период конечно ќе биде поставена. Значи, така е. Но тие алки и друг пат сум го говорил, исто во чувствувам за потреба повторно да го повторам. Пак ќе се расипат батериите додека дојдеме на редот? Не, така беше првиот пат. Да. Така беше. Да. Меѓутоа сега имаме околу 100 алки ставени во функција. Гледај сега, значи повторно доаѓаме до нешто кое што као и
воопшто за пробацијата што говорев претходно. Значи судиите се тие сега кои што треба да пресудуваат. И тоа е повторно повеќе кратна бенефит и за државата, и за затворениците, и за секој еден од нас. Сега јас повторно ќе речам, не одам да ги уверувам, да ги охрабрам, сакам да ги охрабрам судиите дека мерката куќен затвор е нешто што функционира во цел демократски свет и функционира. И тоа кога говорам дека ако е на прва пресуда или ние, пошто исто така судиите можат некој кој што сега се наоѓа во затвор, има поголем дел од неговата затворска казна одлежена, има добри препораки од затворот, тој наместо да лежи во затвор може да биде во куќен затвор. Таква пресуда се уште за жал немаме, ама се надевам дека во нареден период ќе ги има. Продолжуваш со твојата убедувачка мисија низ Македонија? Нема откажување. Нема откажување. Види, секогаш првите чекори се најтешки и да се поместат работите од место е тешко. Некогаш и разочарувачки, меѓутоа нема кај мене, јас сум многу тврдоглав и додека јас имам мандат добиен од претседателот на влада, господинот Христијан Мицковски, да ја водам оваа работа, јас ќе давам се од себе да ги сменам приликите, да го направиме затворскиот систем во Македонија многу подобар, многу по налик на хрватскиот, на кој сакаш западноевропски е подобар и балкански на крајот од денот. За жал во моментов те уверувам и тебе и гледачите дека дали е албанскиот, косовскиот, грчкиот, бугарскиот, српскиот, па мислам дека и босанскиот, хрватскиот веќе да не говорам, се многу подобри од нашиот, онака како она што го наследивме ние, ќе го смениме, Љупчо. И има многу прогрес. Па ја да не виде дека е толку црно, има прогрес на крајот од денот. Ние во моментов имаме пробацијата која говориме. Кога се почнало 18-та, 19-та, 20-та година, по 5, по 10 случаеви, 15, 50, сега имаме 900. Мислам дека до крајот на годината очекуваме да имаме околу 1000. Тоа може таа бројка да над 1000. Таа бројка може да биде дуплирана и јас очекувам дека во наредниве години ќе биде и дуплирана. Тоа повторно по автоматизам, значи помал број на луѓе во затворите и тоа никој тука сега во моментов да не ме разбере. Значи тој што е крив треба да си лежи затвор. Меѓутоа има луѓе кои што одлежале по најголем дел од нивната казна. И по проценките на и луѓето во ресоциализација. За убиства или за силување, ќе биде за полесни казни. Така е. Меѓутоа, тоа е тоа сега повторно. Абе и за убиство нека е, Љупчо. Еве и за убиство да е. Па и во свет јас постојано ги гледам онакви криминалистички реал, што вистински што се случиле во Америка. И за убиство после одреден број на години ти имаш право на пробација да одиш. Некој. Тоа е светот. Од втор степен ако. Меѓутоа, оние што се од прв ги доживотни им се ганив, као и кај нас. Не говорам за такви случаи. Зборувам за луѓе кои што направиле поминале години во затвор. 5, 7, 8 имаме ние под луѓе над 10 години затвор. Ти знаеш ли колку се менува човек, еве било кој од и ти било кој гледач нека си постави прашање каков бил пред 10 години и каков е сега. Добро, роднините на повредените, убиените нема да се согласат. Не е тој на слобода. Види сега. И еве и тоа. Тоа е под пробација. Така, ние како држава имаме служба. Пробацијата, не само ако ја прекрши, го следиме, што прави, како прави. Му правиме програми. Ние на крајот од денот го помагаме како пробација да тој утре ден биде вработен и дали е вработен, што прави, како прави. Ако не ги исполнува, има сега веќе во пракса одреден процент кои што се враќаат во затвори. Добиваат препораки од пробација праќаат препорака до судот, судот ја повлекува условната, го враќаме во затвор. Значи, тоа не е нешто кое што сега Пандов го измислува, Љупчо. Тоа е пракса која што над 100 години Америка, Англија, Западна Европа го практицира. И најголем дел од светот.
Денеска буквално доаѓаш скоро што се вика од Штип, таму беше во една обедувачка мисија. Колку градови досега помина, повеќе или на почеток си? По затворите на почеток. Така. По затворите денес ми беше конкретно првиот. Да. А по судовите? За судовите говорам. Така, да, судовите. Затворите су нон-стоп по нив. Да, знам, да. Судовите ќе продолжиш, значи да ги убедуваш во полезност. Сите сакам затвори да ги судови, да. Каде што имаме пробацијски канцеларија, тоа се во моментов 11 и плюс уште една, веројатно ќе отвориме наредната година 12 пробацијски канцеларии. Тоа е, сега да не промашам некоја, во сите поголеми градови имаме. Кој беа најтврди ореви од судиите или тајне? Во однос на обедувачката мисија за пробација. Тие што се потврди, тие не ни доаѓаат на состанок со мене, што нека да ни да разговараат, они тај. Знаеш како има сега да не бидам погрешно разбран и да не звучам навредливо, меѓутоа помладите суди се каде по пробацијски расположени него, така да речем, повозрастни. Старата школа, она така. Да, сепак има нова таа работа на повозрастните, Па и така да речем. технолошки е така гледано по нова алатка. Веројатно. Да. А помладиве суди, без малку, без исклучок, сите се и да нешто не знаат, се јавуваат во управата и... Генерацијски суди, значи имаш... Да, ама ќе се смени тоа. Така. Значи, како да кажам, тие одат во пензија, младиве доаѓаат. И јас сум многу оптимист дека таа работа, повторно ќе речем, тоа е една од подобрите работи во судскиот систем што го имаме, во затворскиот систем што го имаме, пофункционални, и јас сум супер оптимист дека и надвор од Скопје многу повеќе ќе има такви пресуди и дека ќе таа пракса, да речеме, види сега, еве, каква е друг проблем што имаме со тоа. 10 години си одложа. Имаш уште 2. И повторно ќе речем, затворот вели Љупчо е окей. Не дај Боже да сум тука постои простор тој судија многу повеќе так да даде, да не речем и тие 2 години ти на пробација да бидеш. Сега, али праксата е судијата тебе да ти даде 3, 4, 6 месеци преку сила. Во тие 3 месеци тој пробацијски работник нема ни време тебе да ни програма да направи ни нешто да поработи поозбилно со тебе. Но еве повторно ќе речам дека се движат у добар правец работите, имено пред 2 недели во Велешкиот суд, мислам дека Велешкиот или во Скопје, има пресуда за еден од затворените за 27 април, 5 години пробацијска мерка му има дадено. Тоа значи дека 5 години порано тој човек излегува надвор и ќе биде следен од пробација. И јас септен ја поздравувам таа работа. А Ирелија би рекол денес еве јас во Штип и утре и било каде ќе го кажам. И ја и ти и да направиме анкета, 90% од луѓето во Македонија, особено за 27 за 27 мислат дека треба да се надвор тие луѓе, дека не треба да се надвор. Така? Така. Сега, ако имаме таква пракса, имаме ние за 27 и помалку што имаат од 5 години за доодлежување. И јас советував и нормално дека тоа прифатија, онде каде што има за 27 април во 3 затвори имаме, да испратат од затворите барања за иста мерка како и за, сега да не го именувам човеков кој што добие пробација. И јас верувам дека тоа се 15 луѓе. Еве, низ призма на затвори, тоа се 15 луѓе помалку внатре. Кои што ние ни држат кревет. Не треба да бидат. Не треба да бидат внатре, Љупчо. Многу покорисно ќе биде и за нас, и за општеството, и за се, да тие луѓе. Во ред, еве, пробацијски ќе ги следиме. Значи, тие не се слободни и понатака формално право. Слободни се, може да работат, може да движат се. Тоа се некои работи кои што повторно ќе речам, треба храброст, треба потикнување, но сум оптимист дека ќе бидат многу подобри во нареден период. Имајќи предвид
ситуација каква што ја начека кога дојде пред помалку од година и половина, и имајќи предвид сегашната ситуација, како би ја оценил, со која оценка стапи, да речам, на должност, а која е сега, како да одиме напред и што се, да речеме, еве, накусов беше направено во рамки на оваа година и 3 месеци чина му доаѓа од прилика? 3 јули сум назначен, колку и да се. Од прилика и 2 месеци. Ето. Така, 2 Нека месеци. си 3. Да. Не ми Така, кради. година 15 Не ми кради. 15 на месеци, да. Што се е направено, да речеме, во овој период? Знаем дека според сите моабети си турбо не застануваш, ти се познал малку и по ликот за народ, но знам дека не застануваш, да. Да. Многу е направено. Види, број 1 што е направено, Љупчо. Јас кога дојдов на позицијата ВД директор и понатака сум јас ВД директор на управата за извршување санкции, мене немал број на луѓе со огромни прашалници ме прашува свесен ли си во што влегуваш ти? Во каков осилник? Ма не е осилник, стршленик да има таму. Сега, зашто тоа ми го говореа? Затоа што безбедноста која што беше во затворите беше драматично нарушена. Односите меѓу затворската полиција и затворениците исто така беше драматично дисбалансирана. По тоа не подразбирам само делот на закани, туку делот и на односот на затворската полиција со самите затвореници на недозволен начин. Едноставно, да, јас имам разбирање, поготово сега веќе после година дена за тие луѓе, но има некоја црвена линија која што затворската полиција и било кој вработен во затворот не смее да ја помине и не смее да заборави дека на различни страни на решетките се едните и другите. Тоа, за жал, не беше така јас кога дојдов. Она што најбеше драматично е да одредени затвореници, сега, да не биде пресилен збор, меѓутоа беа газди на затворите. Беа помокни, беа помокни. Јавна тајна беше тоа, да. Настрана што за жал беше тоа јавна тајна. И да има да престојува во кели во кој што затворската полиција без малку не смееше да влезе, дека треба да бидат повикувани специјална полиција за да направат претреси во одредени делови и меѓутоа тоа е според мене беше најалармантно да се постават некакви рамки. Кои се затвореници, кои се затворска полиција, кој е затворска власт. Кој таму? Кој во целата работа. Јас верувам и сакам да верувам дека и тие се тоа е она кој што мене секој ден ми го кажува и вработен и затвореник. А тоа е дека во тој дел се многу смените работите. Затоа што таква состојба каква што беше наследена не беше добра ни за вработените, меѓутоа ни за самите затвореници. Најголем дел од нив едноставно се плашеа да бидат во одредени оделенија. Имавме една, мислам, таа имам и претходно говорено. Значи, супер нова зграда, 18-та година пуштена, со капацитет од 200 и кусур кревети. Таму имавме ние 50 на 100 само затвореници, никој не кеше да оди, затоа што таму одреден број на затвореници беа толку, така да речам, мокни и толку зулум правеа на останатите затвореници, да никој нормален не кеше таму да престојува. Сега тоа е една од најпосаковани згради каде што затворениците сакаат да бидат. Затоа што, повторно ќе речам, таа е супер нова. За затвор е ново, ако е 18-та, 19-та година. Споредено со останатите. Да, релативно нови купатила, супер модерни, по сите стандарди се правени тие. ВМРО ДПМН во минатата власт го има тоа правено, овие го има до завршено 18-та година и пуштено во функција. Тоа сега не е така, Љупчо. Јас на крајот од денот си имам видено со без малку сите тие така да речам, затвореници, и имаме расчистено дека они мора да го почитуваат кукниот ред,
дека мора да ги почитуваат затворските полицајци, дека тие затворски полицајци за мене се као браќа, као мои деца, и дека ако нив ги рачкаат, као мене да ме закачаат, дека ако имаат било какви забелешки, затоа што статусот затвореник, јас не сум им го дал, нити затворската полиција. Тие си правеле нешто во минатото, за тоа си одговараат. Не им е виновен затворскиот полицаец што е он таму. Јас сакам да верувам дека со поголем дел и со најголем дел од нив сме разбрани и не велам дека нема да има и понатака така да речем недоразбирање. Тоа се сепак таква категорија на луѓе кои што тој стил на живот некои го прифателе како стил на живење. Меѓутоа, јас те уверувам пак дека и затворската полиција сега им имам и покажано и докажано дека максимално стојам позади нив и дека пак за таквите затворски затвореници има лек. Претходно мене ми Никој не се ни обидел да направи нешто. Да. Било полесно, по линија на Односно имало помал некои обиди, меѓутоа за многу кратко време пупу не важи. Имало, извинете, се враќаме во првовидна состојба, сега тоа не е така. И сакам да верувам дека тоа така и ќе остане. Дека односот затвореник затворска полиција ќе биде на ова ниво сега. Дали е идеално? Не е. Дали корупцијата во затворите е скроз гасната? Не е. Дали се уште има корумпирани вработени во затворите? Има. Меѓутоа, до сега во оваа година дена, пошто ме праша што се, има па можеби 40 на кривични пријави против вработени во затворите. Има дел веќе и пресуди, мислам дека околу одреден број на вработени. Дека се имало не знам колку пати и воредни и редовни контроли. Она што е направено во минатата година и кое што релативно не мала енергија ми зема, беше правење на измени, меѓутоа тоа безмалку толку измени се направија како безмалку нов закон за извршување на санкции и сосема нов закон за пробација. Тие се во фаза, не се пуштени уште во собрание, меѓутоа верувам дека после изборите ќе бидат донесени тие два закони со кои што верувам беа ангажирани пред се и над се огромна благодарност до професорка на Гордана Лажедич од правниот факултет, Александра Груевска, Елена Мујовска, одреден број на судики од кривичен суд беа вклучени, вработени од пробација беа вклучени и реално мислам дека направивме два закони со кои што законски гледано ќе се подобрат работењето и на затворите и на пробацијата. И ти велам се во процедура за донесување. Она кое што исто во оваа година дена јас за жал не успеав да го реализирам, меѓутоа е во фаза на реализација. Имено ние во затворите имаше голем дисбаланс на вработени. Во одредени затвори во кои што се од полуотворен карактер, каде што говориме за затвореници по 3 години и со релативно по-лесни дела, да има соодносот на затворска полиција со бројот на затвореници да е небалансиран, да е непотребно голем. И од друга страна во делови или во затвори во кои што имаме, се не е зафалење, ние во Идризово имаме безмалку околу 60 доживотни затвореници, Лјупчо. Да. Тоа се таму релативно мал број на затворска полиција. Сега, ама администрација како администрација, па барање, па вакво, па онакво, сега е тоа во процедура.
Она што многу ме плаши и не ме радува, а тоа е да во други неопштини надвор од Скопје реално имаше доста пријавени за релативно помал број на места, најголем број на нови вработени побаруваме во затворот Идризово и во затворот Скопје Шутка познат. За жал, меѓутоа има уште еден дел после некој уште недела дена, 5-6 дена за пријавување во периодот после изборите останати, а меѓутоа бројот на пријавени за тие вработувања и недоволен од вкупниот број, а ние околу 100 затворски полицајци сакаме да вработиме тука и имаме одобрение од Министерството за финансии и се. Меѓутоа многу помал број на тие од тоа ни се пријавија, на страна што дел од старт не исполнуваат услови. Имено имаат направено 2024 година месец-два претходно вработувале затворски полицајци на 50-55 години. Луѓе со кој што не е да го ставиш чувар на не знам што, а не па да као затворски чувар. Меѓутоа тие ги вработуваат и после тоа го менуваат законот и ставаат граница за вработување да не е над 30 години. Така, кога им одговарало, можело на тоа? Така е, за жал и покрај тоа што платата е нешто поголема од униформираните полицајци или луѓе во армија, затворската полиција има нешто, повторно ќе речам, поголема плата, тоа не е доволно предизвикувачки и не привлекува млади луѓе да сакаат да се вработат како затворски полицајци и во тој дел ќе гледам нешто, пошто не се донесени законите, да видам да сменам. Мада за тоа треба да испреговарам и со вработени, и со синдикати, и со се, меѓутоа лоша е во тој дел многу работата и тоа е нешто кое што треба доста внимание, не само ние како Ќе морам да те прекинам, накусо мораме да одиме со кусиот блок реклами, ќе зборуваме и натаму за ефектите на работата, но и за она што тија почувствува на своја кожа, буквално ги почувствува ефектите на твојата работа со палежот на твојот дом во Зелениково. Со нас е Александар Пандов, ќе зборуваме за пожарот, ќе зборуваме можеби и за пожарите што ја зафатија Македонија. Тој беше буквално како претеча на она што се случува, некој заплашување и слично. Дали успеа кај него, јас не гледам дека успеале, но се враќаме по кусиот блок реклами. Останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин Александар Пандов. Пандов, ти буквално кажано на своја кожа ги осети, во наводници кажано, повторно бенефитите од својата работа. Ти го запалија домот во Зелениково. Има ли тука некаква разврска, се ли најдели кое што е како или се уште тапкаме во место? Не е најден уште. Да. Ама јас сум оптимист дека ќе биде најден. Дека порано подоцна ќе се појави името. Не е најден. Сега ти кажував на паузата, ама она што направив, најдов архитект, ќе да се нацрта сега едно друго и планирам во некој нареден период да почнам да ја обновувам. И ќе ја обновам, ќе ја направам и подобро од тоа што беше. Затоа што тоа е објект, тоа е материјално добро, не е. Она што нема да ме убие ме прави посилен. Да. Така. Не те скршија нешто кој што гледам напротив контра. Не. Ја утна работата, нели? Така го ме фатиш мене, ја сум таков како што сум. Не, тоа не мислам штета направиле. Така. Реално јас многу малку слободно време имам сега за да се занимавам со правење, тоа треба да правам куќе сега фактички, мислам да ја обновам, пошто тоа е тоталко направена. Баш е партал и тоа не е баш едноставна работа, тоа бара време. Љубов, меѓу другото, знам како го градеше. Љубов кај мене постои огромна таму и таа љубов е нераскинлива, тоа ми е мене. Не ти го уништија филмот? Не. И она што е најважно, дворот си е окей понатака и сите дрвца и се тоа. Објектот е изгорен и ќе го обновиме. Јас се надевам дека до година
еве ова време, да не си задавам рокови, пошто тоа е најлошо кога правиш такво нешто, да си зададеш рок и ќе си направиш нервози сигурно, затоа што во денешно време не преска зборувавме, многу е тешко да најдеш и за нечи, и за било што да треба да правиш. Меѓутоа дел по дел ќе, пошто не ми е сега, живеам на друго место, не живеам таму. Со кеф ќе го направам тоа, да е без нервози, без брзање. Многу индикативно, но ти беше буквално кажано српски претеча, предходница, би рекле, на оно што се случуваше после во Македонија. Најпрвен кај тебе запалија проба, па потоа продолжија летото, знаеш сите оние пожарите што беа ваму таму, па најдоа некој со бензинче, па со гумички, па со палети, па ваму таму, значи фатија еден куп пометнувачи. Тоа се случи во Скопје последните денови, исто така и тоа беше симултанка некоја по 2 депонии гореа дневно. Еве како човек кој што цел живот ја следи политичката сцена и дел е од јавноста и се, како гледаш на ова што и се случува на Македонија и на она хихи-хаха опозицијско со кое што се подсмеваат на водите дека ова не е случајно, треба навистина да пиеш нафта, што би рекле, многумина и го рекоа тоа, за да помислиме дека ете така си се палват депониите сами, како и да е, нели, како гледаш како македонски граѓанин, што би рекле, лично еве на ова што ни се случува некако директор на управата. Као терористички акт? Да. Ти загрозуваш и ствараш паника и страв кај население, тоа е тероризам. А позадините се политички. Дека тоа во ист момент се запалиле 3-4 депонии и дека тоа е така им дошло на нив, тоа никој не верува во тоа. И колку е тоа организирана група, јас не знам, не можам да тврдам нити. И меѓутоа дека е координирана оваа работа и дека тие луѓе треба да горат во пекол, мислам дека што го прават ова, затоа што го трујат населението со ова. Пази, ти не правиш нешто, тоа е голема работа и голема штета ни прават како држава. Јас верувам дека и колку што слушнав, фатени се за негде еве денес некој што 20 на премиерот соопшти има осомничени за последниве само, а претходно имаше многу. Да, и ја верувам дека поголем дел од нив ќе бидат фатени. И денес баш тоа го зборев со луѓе од затвориве. Јас искрено би направил некое посебно оделение за вакви... Пироманско? Па, пироманско, како сакаш наречи го. Баш би ги истретирал како што треба. Затоа што реално голема штета прават на државата и на населението, а повторно по дефиниција тероризам е кога ти со своите насилни вакви постапки ја загрозуваш безбедноста, внесуваш страв, паника во населението, тоа е тероризам. Во одредени земји се третира подметнувањето на пожар како тероризам. Да. Но како и да е, да не се грижат, ќе најдете, иако се пренатрупани затворите, ќе најдете доволно место за... За овие? Да. Кај мене у подрум ќе ги ставам, искрено ти кажувам, Да. Како нема да најдеме, ќе најдеме. Да не се грижат. Така. Ти благодарам. Присобереме во една... Нови одделенија, како е да е. Најновата, во најново одделение тие нека ги фатат, нека ги донесат. Ќе им најдеме. Продолжуваш со работата и активностите, не те спречува ништо тоа што зборувавме претходно, напротив. Не, напротив, да не бидеме лошо разбрани, љубче, јас сум супер мотивиран и повторно сега јас да не звучам песимистички, во оваа година дена е направено, нема да речам јас као многу години на назад, меѓутоа многу големи чекори од минус имаме кон плюс тргнато. И јас искрено, ние на крајот од денот као и затворски систем, ние постојано сме под присмотра на странци, им е многу важен, им се многу важни затворите. И на крајот од денот, еве, ова да не излезе дека не сум го кажал, нешто што си го дадов исто како ветување. Имено
во инфраструктурен дел, кога говориме ние, за да се смени ова сега како е во Македонија, мора да се изгради втората фаза во затворот Идризово. Тоа подразбира сосема нов затворен дел, нов притвор и нови делови каде што би имало кујна, амбуланти, ред други помошни објекти, така да ги наречам. И имам говорено и тука кај тебе во емисијата, имаме ние одреден заем од Банката за обнова и развој на Советна Европа, добиено уште 2010-12 година. Лани беа замрзнати, така да речем, тие средства. Сега се дозволени. Ние комплетната цела тендерска документација ни е изготвена, ја имавме пратено во банката. Банката сосема минимални забелешки ни имаше дадено, ние ги коригиравме, повторно е вратено. Јас очекувам дека во многу скоро време ќе имаме позитивен одговор. Тоа значи дека сега не знам законски дали може, ама мислам дека може, иако се локални избори, дека во нареден период ние ќе распишеме тендер за изградба на втората фаза на Идризово. Со Господ напред, искрено се надевам дека ќе се пријават добри, квалитетни градежни фирми и дека кроз 4-5 години ние ќе го имаме тоа. Во тој момент ние ќе речеме дека имаме одлична инфраструктура во затворите. Сега ние во тој дел, тоа е нешто кое што ќе речем не се менува сега кроз недела-две. Тоа се процедури кои што мора така да бидат. Одглавена е работата и јас пак ти кажам, се надевам дека до година ќе почне изградбата на втората фаза. Ти благодарам што беше мој гост. Ти благодарам за можноста да зборувам. Ми беше чест. И благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.